Почитувани, советникот на Зоран Заев, кој зема 40.000 денари од граѓаните од буџетот на Република Македонија, вчера го гледавме како водеше фолк фестивал во Валандово. Почитувани, граѓаните секојдневно плаќаат 850 евра за советниците на Зоран Заев. Секој ден советниците на Зоран Заев граѓаните ги чинат 850 евра. Секојдневно граѓаните и државата тонат во долгови за Заев да се ги плаќа советниците, сушност да подмирува медиумски апологети и да задоволува партиски послушници. Секогаш кога СДСМ се дограбува до власта, Република Македонија ја тресат афери со влечење на пари од буџетот на сметка на развојот и на стандардот на граѓаните. Секогаш кога СДСМ ќе се дограби до власт, парите на граѓаните завршуваат во џебовите на партиски советници и на партиски апологети. Зоран Заев за 2 години набилда советничка листа чиј што состав представува срам и ги надминува границите на Република Македонија. Додека земјата тоне во сиромаштија со економски параметри меѓународно оценети со нула, Заев ангажира советници, посебни советници, надворешни советници, за кои државата одвојува повеќе од половина милион евра годишно. ВМРО и досега укажуваше на составот и на бројноста на советниците ангажирани од Заев. Најголемиот број од оние 63 на советничката листа на Заев по ниту еден критериум не би биле ангажирани од ниту еден нормален владин премиерски кабинет. Почитувани, во оваа прилика би подсетиле за ангажманот на командантот Поџа од црната листа на САД за владин советник, односно на советничката листа на Зоран Заев. Потоа, советникот Силвио Аврамовски, за кој што, според известни укажувања, има криминално досие заради пукање во полицаец, што никогаш не беше демантирано со факти. Потоа, за советници се поставени деца на блиски на Заев, роднини на функционери на СДСМ, партиски активисти, редовни апологети на власта низ медиумите во државата и надвор. Тука секако се и ангажираните новинари и медиумски работници, како што го напоменав Фолкфест водителот Ѓорги Калајџиев или новинарот од 24 вести, кои што се уште се медиумски активни додека се советници во кабинетот на Зоран Заев. Почитувани, советничката листа на Зоран Заев ги надминува границите на Република Македонија со луѓе како Александар Обрадовиќ и Зоран Башановиќ, за кого што, ако се сеќавате, српскиот претседател го посочи како човек протеран од таму и човек кој, како што рече, крадел гаќи по трговски центри. Тие се сега економски советници и добиваат 1500, односно 1200 евра месечно од буџетот на Република Македонија. Почитувани, СДСМ се колнеше во мал владин кабинет, кој што немало да има потреба од советници, се колнеа дека ќе го намалат бројот на министерства на најмногу 20-тина, така велеше Радмила Шекеринска. Сега само таа како министер има повеќе од 16 советници, меѓу кои и двајца новинари ангажирани за високи плати. Прашањето, почитувани, е што работат овие советници, кои што државата ја чинат комплетно околу половина милион евра годишно. Што ли советуваат, што ли му советуваат на Зоран Заев ако државата и граѓаните тонат во долгови, а се повторуваат меѓународните критики? Почитувани, мора да престане ова залудно трошење на парите на граѓаните. Заев и СДСМ мора да се заминат од власта, а потоа да одговараат за сето залудно трошење на буџетот на народните пари. Македонија со ништо не заслужила вакво изживување врз неа. И благодарам.